Почитувани гледачи, добар ден, 22 мај, 14 часот, почеток на ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колегата Владко Чаловски, а со нас ќе се дружите се до 17 часот и 30 минути. Како и во другите денови, така и денес за вас подготвивме низа интересни содржини кои што секако ќе бидат дел од денешното отворено студио се до 23 часот, но за тоа повеќе од колегата Чаловски. Да, ете таа богата содржина која што Антонио ја најави, сега треба и вие да ја слушнете. Како што е практика во овој прв дел на отвореното студио, 14 часот ги слушаме некои од гостувањата во отвореното студио или во авторските емисии, како и во централниот дневник, а прва изјава што ќе ја слушнеме е од проректорот за наука на Универзитетот Свети Кирил и Методи, Владимир Петрушевски, со кого разговаравме синоќа по повод 70 години од УКИМ. Потоа ќе слушнеме дел од изјавата, односно од гостувањето на новинарот Томислав Кежаровски во Правда и неправда во емисијата на Гордана Дувњак. Ке слушнеме дел и од говорот на Илија Ацевски, кој што му беше гостин на Чомовски, како и од Линдита Кадриу, публицистката, која што исто така во вчерашниот термин на отворено студио беше гостинка кај Чомовски. По овој прв дел од отвореното студио следува и првото информативно издание во рамките на студиото, а денеска се дружите во овој термин од 14:30 со Александар Петрески, пошто ќе следи детална временска прогноза на Славчо Поповски. Во студиото во 15 часот и 20 минути се враќам со колегата Христијан Баневски, а наша гостинка е Ангела Додевска од фотоклубот Куманово. Потоа ќе следи уште едно информативно издание со Александар Петрески, а со Антонио се враќаме во 17 часот. Наша гостинка Сузана Тунева од Црвениот крст. Но, она што може би е во знакот на денешниот ден, тоа е отворената програма, односно отвореното студио од 18 часот од Националната арена Тодор Проевски, каде што ќе ги слушнете подготовките на финалето на Купот на Македонија во фудбал. Ќе се дружите со колегата Слагјан Ивковиќ, а во 18:30 не заборавајте пренос во живо на финалето во фудбал во Купот на Македонија помеѓу екипите на Македонија, Ѓорче Петров и Академија Пандев. Со оглед на тоа што овој пренос во живо ќе трае, ќе се префрлите во централниот дневник, а во 21 часот ќе се дружите со Сашо Ордановски и неговата емисија Печат на неделата. Едно општество за сите. Дали е тоа илузија или реалност? Ордановски анализира со своите гости доктор Рубин Земон, кој што е етнолог и антрополог, и доктор Петар Атанасов, социолог. И 22 часот термин за колегите Боријан Јовановски и Ацо Кабранов. Разговараме за сите предизвици на Македонија пред Европската Унија и секако ова студио го затвораме некаде околу 22 часот и 50 минути или 23 часот, кога и последното информативно издание на програмата. Така, Чаловски, токму ти вчера вечер во Централниот дневник имаше можност да разговараш со Владимир Петрушевски, проректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тие прославуваа 70 години од основањето и главниот заклучок беше дека во минатите 7 децении токму Универзитетот Свети Кирил и Методи е расадник на најдобрите кадри уште од СФРЈ па се до независноста на Македонија, односно до денеска. Да видиме дел од разговорот. Кога ќе видите дека во 45-та година, кога е почнато со размислување за високо образование на македонски јазик, веднаш е размислувано на универзитет, па потоа е малку одстапено од така амбициозниот план и формираниот философски факултет во 46-та година, кој што е првиот факултет на македонски јазик. До денес 73 години од тој чин, односно 70 години од УКИМ. Што да ви кажам, тоа се илјадници луѓе кои што се описменети и доописменети.
Она што е забележително, ако укиме најстариот и впрочем најголемиот универзитет каде што се запишуваат најмногу студенти, од оние до дипломци, колку од нив потоа продолжиле на постдипломски студии и подоснежнени или надградување во образованието на самиот УКИМ? Ако го знаев прашањето, јас ке се обидев малку да се наоружам со конкретни бројки. Но голем дел од луѓето, најдобрите до скоро без исклучок доваѓаа на УКИМ, во последниве неколку години со оглед на премирањата во државата и тешкото наоѓање работа. Луѓето си ја бараат среќата надвор, па првиот чекор кон тоа е веројатно запишување на постдипломски или докторски студии надвор. Ама се уште огромен дел од најдобрите завршуваат на УКИМ. И тие се гордоста на УКИМ, тие се идниот кадар на УКИМ. Секако чекаме и поддршка и помош од државата за да можеме да ги задржиме, затоа што секој прашање каде што произлегуваат финансиски проблеми, не можеме сами да го решаваме. Мораме со поддршка. Но несомнено е дека низ изминативе неколку години како рейтингот на самиот УКИМ да е намален, ако се земат предвид и оние светски листи на најдобри универзитети, меѓутоа и намален и бројот на студенти кои што се запишуваат. На што се должи тоа и како да се врати таа репутација на овој стар најдобар универзитет? Најдобар индикатор за местото на УКИМ во семејството на светски универзитети е листата на Webometrics. Заради тоа што таа дава податоци за сите 28.000 универзитети кои што ги има во базата на податоци. Дали навистина опаѓа рейтингот на УКИМ или се тоа статистички флуктуации, тука веќе можеме да разговараме и потребна е многу подробна анализа за да се даде објективен одговор на ова прашање. Но, доколку навистина има падање на рейтингот, а тоа значи и квалитетот на УКИМ, веројатно тоа се должи на прилично големото осипување на млади луѓе од земјата. Моето последно прашање, нема уште многу да ве задржувам, знам дека ве чекаат на свечената церемонија. Проректор за наука. Колку науката се гаи на универзитетот? Ние сме, знаете, државен универзитет. Она што можеме сами да го направиме е малку. Ние во ниту еден момент не сме заборавиле на науката. Од времето, а тоа е почетокот на 2000-тите години, кога почна размислувањата за целесообразноста на проектите кои што ги доделуваше Министерството за образование и наука, па до моментот кон крајот на 2007, 8, 9, 10 на таа деценија, кога се проектите укинати, ние во ниту еден момент не сме се откажале од тоа самите да даваме од сопствените средства за проекти на сите членки на УКИМ. Ова не е доволно, ама ако смеам да речем, охрабрува. Ние не сме се откажале од науката. А гостин во Правда и неправда кај Гордана Дувњак синоќа беше новинарот Томислав Кежаровски. Томислав Кежаровски во случајот ликвидација беше помеѓу седумината обвинети за всушност оддавање на идентитетот на заштитен сведок. Меѓутоа и покрај тоа што проведе неколку години во затвор, сепак таа одлука во октомври 2013, кога беше осуден на 4,5 години затвор, апелација во 2014 му е намали на 2 години. Меѓутоа, апсењето на Томислав Кежаровски има една друга димензија, која што во тоа време, во јавноста, се значеше за притисок на тогашната власт.
Томислав Кежаровски, неговото апсење предизвика лавина реакции не само во домашната, туку и во меѓународната јавност. Што е она ново што сега тој го прави, додека е во Германија, слушаме во продолжение. Колкаво може да биде влијанието на тие два текста што ги објави ти во тоа списание, бидејќи јас колку што знам, судиите не можеа ни да го добијат весникот. Еве, јас сум новинар, со години работам во новинарството, не сум имала можност да ги видам тие текстови, а да се тврди дека токму тие биле клучниот момент. Дали гледаш некоја друга позадина за сето ова се случуваше во еден твое? многу во еден мощен клучен момент кога јас работев на истражување на деталите од сообраќајката на колегата Никола Младенов. И тоа повеќе пати си го кажал, Да. ги доведуваш овие два настана во директна Па врска? видете, ако тие има нешто против мене или нели, ако сакаа нешто да сторат, текстовите се објавени во 2008 година. Во текстовите, јас и во текот на судската постапка во едно обраќање кон судијата реков: заборавете го насловот. Заборавете дали сум внел нешто во текстот, сум заборавил да прецртам некој телефонски број, што сега се покажува дека аргументите врз кои што се темели пресудата се ништовни. Значи, они цело време тврдеа дека јас сум објавил телефонски број. Сега во ова повторување на идентитет на загрозениот сведок или заштитен, како ќе Златко беше. Арсовски Бреза. Уште За кој што на подоцна се самиот докажа. почеток тврдев во тие два текста дека сведокот е лажен, дека изјавата што е дал е изјава дадена под присила. Ние кога велам за јас и адвокатот Филип Медарски, имаме цврсти, непобитни докази за да посочиме во една, пак ќе речем, фер постапка, дека изјавата е изнудена. Значи, тоа е изјава, тоа е писмо кое што е напишано своерачно од сведокот Златко Арсовски. Тоа писмо, за среќа, остана во мој посет. Немавме можност да го прикажеме. Прво што немавме можност, второ што попусто ќе беше и да го покажуваме. Се соочивме со адвокатот Медарски, се соочивме со еден условно спортски, да се изразам, нефер надпревар. Во кој дел беше нефер? Па нефер, знаете како ќе речеме? Јас го имав најдобриот адвокат, а нарачителите за моето апсење ги има најпослушните суди. И во една таква констелација не можете да го добиете надпреварот. Тоа е исто како на еден спортски терен, на едно фудбалско игралиште да ги ставите двата најдобри фудбалери во светот, а наспрема нив да игра фудбалски клуб, не знам, од љубенци. Без оглед на тоа што станува збор за ниско лигаш, тие се 11-мина наспрема двајца. Во таков еден надпревар не можете да очекувате дека тие ќе победат. Тоа е, да ви кажем, не само ние, многу во тој период се соочија со нефер судење. Значи, ова е само еден случај, ликвидација. Добро, ликвидација Само земете го предмет името. кој што е во врска со убиството во Ореше. Меѓутоа, нели можеше да го крстат Ореше предметот? Нели можеше да го крстат, не знам, Велес или било како? Гледаш символика во тој назив, ликвидација? Па јас сметам дека има нешто во сето тоа. Ова беше дел од гостувањето на Кежаровски во Правда и неправда. Секако целото негово гостување може да го видите на интернет страницата на 1tv.mk. А ние продолжуваме со онаа тема која што веќе и подолг период е
меѓу најгледаните, најчитаните вести во Македонија, тоа е метлата која што ја најави премиерот Зоран Заев за време на кампањата за претседателските избори. Тогаш најави дека на почетокот на јуни веќе треба да има први резултати од таа метла. Токму на оваа тема вчера во отворено студио 1 со Чомовски разговараше Илија Ацевски, кој што вели дека ова нема да биде ни прв, ни последен пат кога ќе има одредени чистки во првите, вторите, па и третите ешелони во извршната власт. Да видиме дел од неговото гостување. Веќе подолго време се занимаваме со тоа и тука таа е, да не речам, не погрешна сега излезна Заев, не, да заигра метлата као тоа значи да. Таа е една идеолошка матрица која во ваквите посттранзицијски времиња е многу успешна. Не? Таа колку мобилизира, толку е и факт на политичка деструкција. Оти ако не ги исполните очекувањата, ве удира од глава. Така е, да. Во таа смисла, тоа што сега добро е духот на ова време и смислата на ова, да речеме, сосема поинаква поставена, но тоа е таа незина функција. Да. И сега ние се занимаваме, ако мислиме дека со промената на 1, 2 или 5, да речеме, министри или во тие ешелони на врвот, не, дека нешто може суштински да се промени. Да. Јас во тоа многу не верувам. Не. Јас сум од оние кои сметаа дека промените тие идат од горе, но нивната смисла, значење, длабочина е од доле. Како тоа ќе го реализирате во конкретно не. Да. Тоа има можност да го видам во образование и тоа да го анализирам во високото образование. Да. Инаку, кога ќе понедете тие сите документи, едноставно тоа се или закони, тоа се скоро европски, да речам, нема тука што да... Зошто сме ние, професори, навикнати на одреден политички театар за нешто што е нормална политичка технологија? Морате големи филозофии да правите за нешто што ви следува, реконструкција, се подразбира тоа смени... на некој начин. Еве и сега ги слушам денешно коментари од, да речеме, ова што е средбата на Заев и Ахмети. Да. А сега тоа има, во македонскиот случај, тоа има едно малку подлабочено значење. Да. Ние сме како нешто полу федерација, полу некое уредување кое што самите политички партии во таа етничка смисла се така функционираат. Иако се тие на власт. Мислам, на власт не формира влада, Заев и и Ахмети, но нивниот договор е повеќе асоциран на тоа. Не? Еве, сега тоа се прави еден театар, како да ги забавувате луѓето сега. Тоа е замена на тези. Сега Ахмети вели ветинг, нели, што е практично прочистување, не е ништо друго него туку тоа. Од друга страна, апсурдот е што не министри, прво партиите да решат, и не со метла, туку со оценка. Ај сега со корупција и со дрога, ако е тоа детекција дека тоа го завладува дело од владиното ткиво, тоа е уште поопасно од политичката деструкција. Апсолутно, да. Ма не, самото внимание се свртува на некоја погрешна патека, не, погрешна насока, за да се исцрпи таа енергија. Ние тоа, барем јас сега можам да го речем да го илустрирам во ова реформите на високото образование. Не се занимаваме со некои маргинални нешта. Као ова зградата се разрушила, руина, не, ние се дискутираме, ајде да видиме каква боја ќе има зидот, не, какви прозорци ќе ставиме и така натака, нема основа. Тука е целата ова логика, еве тоа во таа дискусија скоро колку има повеќе од месец дена се вртиме околу тоа нешто, значи метлата во македонската политика. А во еден од термините на Чомовски, исто така, гостинка беше публицистката Линдита Кадриу. Во нејзиниот говор, во нејзините изјави, таа вели, смета дека и во општественото милје, како и во политичкото функционирање, законот треба да е нормалноста. Меѓутоа, да не должам многу, ја слушаме Кадриу во продолжение.
Вака, јас мислам дека во единствениот живот кој што го имаме, не може да бара човек од никого, па дури ни од себе, да седи и да се жртвува за една земја која што никако да стане држава. Во однос на станување на држава, сега ова може би преако ќе звучи, мене Македонија ми личи на пластична играчка. Јас велам, на адолесценти да ја дадеа државата, тогаш во 90-тите години кога се формираше, они ќе направеа држава од ова. 30 години имале време од една мала земја со природни ресурси, со одлична географија, со одлични луѓе. Тука живе убав народ, ви видите физички само колку е убав народот во Македонија. Само од тоа, па и колку е работлив, колку има добри карактеристики, дружелюбивост, несебичност и тие работи. И од таква една држава, со такви предиспозиции, ти да направиш на крај тоа да заличи на една пластична играчка, каде што не функционира ниту една област, која год врата да ја отвориш во Македонија смрди. Оди на клиника, буба шваби ке те сретнат. Оди во школо ке те сретнат слаби наставници, слаби ученици биле тие, па станале слаби наставници. Земи ги факултетите. Јас имам син од 20 години, он кога требаше да запише студии, јас инсистирав тој да оди во некоја скандинавска земја, таму да живее и студира. Он на крај се реши за тука. Јас му реков, само Свети Кирил. Ако е до приватните универзитети, подобро седи дома, читај романи, јас ке ти кажувам кои романи, филмови ке прашаме луѓе што знаат, еве Људзи Мазире е еден од филмофилите, какви филмови да гледаш. Во приватни универзитети не. Штуловиот универзитет кој што го спомнавме, почна како многу добар проект. Само да ти спомнам каква постава бевме ние на Факултетот за комуникацијски науки. Саледин Салиу, одличен поет, врв. Фатмир Сулеймани, одличен колумнист. Мируше Хоџа, кој збор да го кажем за Мируше Хоџа, мислам, што и да речеш малку е. И она емигрираше во Техеран, живее веќе 2 години, бидејќи избоктиса од Македонија. Добро, сега не е избоктиса и од некои приватни аспекти, ама факт е дека блиски пријатели сме, знам. Дека Мируше остави белег на албанската политичка сцена со фактот што беше председателски кандидат и тоа беше прилично реторична. Звездата на кампањата, нели ви текнува? Во 2009 година. Тоа бивме ние поставата. Никој од нас веќе не е таму од разни причини. Сега ќе речете зошто. Смеам ли да кажам уште малку? Јас за тие 7 години, додека предавав на Штулов универзитет, а многу уживав со студентите и со колегите, веќе ги спомнав имињата, не примив нито една интервенција, значи не поклонив ни една единствена оценка. Мајка ме викаше, ќе те избркаат од таму. Тахир викаше, остави го детето, добро си прави. И како и обично во животот, Нурие беше во право, така и се случи. Ама ако потоа јас имав еден убав период слободен, па почнав со дневник, ова пишувањето што најмногу ме исполнува, најмногу кејф ми прави пишувањата. Чека да се вратиме на нешто за што ми интересираше пат подобар од што Сугарески автопат. Тоа е Пластичарската улица. Македонија како пластичарница. Да. Зошто го имаш тој јад? Па бидејќи ти го немаш личом, еве например лична карта да треба утре да извадиш, ти ќе се сретнеш со Кавка, која и врата да отвориш институции, таму се неспособни луѓе, не знаат својата работа да ја вршат, нема систем, ќе ти барат документи, 5 пати ќе одиш, ќе дојдеш. Само за да го видат подчинет граѓанинот. Зошто не земат пример од нормалните европски земји, каде што вадењето документи е наједноставна процедура. Сега со овие технологии дури може и од дома, предпоставувам. Ама не, ги сакаат гужвите, ги сакаат подчинетите граѓани. Со Антонио овде го завршуваме овој прв дел од отвореното студио. Останете со 1 ТВ затоа што следуваат вестите со Александар Петрески. Се враќаме околу 15 часот и 20 минути.